Дечки, добре дојдовте у Hitmaker. Добро, најдовме, фала на покана. Значи, вие сте дел од Fiction. Да појасниме мислам дека сам у првата секунда на сите им беше јасно, ама еве, да кажеме, дел од Fiction. Па, може да ни кажете кои сте сите у Fiction? Да ги наброиме кој што свири. Така, Петар Ѓуревски вокал, Ага. перкусии, бубањ понекогаш, клавишни инструменти, сите инструменти, највише вокал. Јас Виктор на гитара, некогаш вокал, некогаш композитор, често композитор, клавишни инструменти исто така, цртање бубањ исто така. И Филип Андонов што е на бас. Да, во поново време ни се приклучува и Јан Стефановски како бубњар за свирки во живо, така да. Секој бенд има своја Ахилова пета. Да кажеме, кај Мизар може би бил вокалот, пеачот. Кај Fiction кој е Ахиловата пета? Бубњарот? Работната етика е Ахиловата пета. Увек, знаеш, се менјаат има бендови кај што одреден член на некој инструмент секогаш се менја, а другите се поконстантни. Ќе го оставам Петар да одговори на ова прашање кој е прекомплексно. Не знам, мислам дека во последниот период, се стабилизиравме на таа тема некако. Јан донесе некоја стабилност, барем за моментално за лайф свирките, што нас не се многу драги. Лайф настапите, затоа што сме прилично сериозно си ги сваќаме и се спремаме убаво за секој лайф концерт, да речам. И настапи на разни фестивали, што ни се многу омилени и ни се добра страна. Дури подобро него студио, ради тоа што, баш како што спомнам, работната етика ни е баш онака слаба тачка. Али у тој поглед за составот на бендот, мислам дека овој период ни предстои добар период во овој состав кој што сме моментално. Знаеш, обично неталентираните ученици нон-стоп учат, затоа што мораат да учат. Поталентираните ученици намерно не учат затоа што имаат отпор према учењето, не ќе да им кажуваш ти што треба они како да учат. Така веројатно и вие сте од тие таквите кои што дават некој отпор и тоа ви влие на таа некоја етика работна. Да, веројатно и тоа. И во самиот бенд од нас четворица, тројца еве да речам, што сме баш вака. Има разлика од секој до секој, не знам. Имате и многу интересен спој на електроника, на може и блуз да се слушне кај вас, рок, апсолутно еден многу интересен микс. Во некои песни превладува повеќе на кај синт поп, некаде по на кај блуз. Кој ги прави песните? Како доаѓате до тој микс? Кој што внесува у песниве? Тоа е резултат на миксот влијанија во текот на изминативе години кои што сме ги имале од разни бендови, артисти, поединци, разни жанрови, во главном он е композитор на песниве што беа во првиот албум. Аранжман и измешано, сите заедно се склопуваме, он има идејата целосна, најчесто има и тексти. Многу интересен спојот на тој синт звук, тој амбиент широк, со еден, да кажеме, ортодоксен звук на гитара. Онака, у последната ствар, што е последна за Hitmaker, не е ваша последна, у Булевар, соло идеш скрос на крај. Знаеш, онака Девид Бовски, Стиви Рейвонски, China Girl, нели? У Fade Out и да дури, баш јас тоа кажав, China Girl. Али, тоа е убавото кога правиш некој омаж со свое, но правиш омаж кон нешто што ги наведуваш луѓето да научат, да откријат нешто. Младите, например, јас сум го сакал Принц, нели, као мал, меѓутоа преку Принц сум ги открил Джеймс Браун, Слайстон ме навел на нешто. Fiction е бенд кој што
многу вешто може да ги наведе младите да откријат и нешто многу пошироко, од каде потекнуваат тие лектири прочитани. И кажа дека лајв поише преферирате. Сакаме, да, и преферираме и сакаме и не знам, мислам дека тоа е уствари моментот каде што секој бенд веројатно и добива од публиката и дава. Правите ли некоја адаптација студио и лајв, бидејќи студиски звучите совршено isproducirano, широко, лајв е друга ситуација? Песните добиваат најчесто некој нов звук за лајв настапите. Некои звучат многу приближно до студиски, некои од нив се малце по-хеви, да речем, по-гитарски или по-бумјарски или по, не знам, така некои добиваат, може и да се додаде некој ситен дел, нешто што осеќаме дека ќе вдахне нова енергија на самата студиска снимка. Некои дури и по-меко звучат, да речеме, се случувало и тоа, ама сето тоа е дел од моментот и што ние имаме фактички многу моменти што не се уопште уиграни од претходно, да речем, не се вежбани. Ги сакаме моментите на бендовски моменти каде што ќе се осети дека има некоја хемија на сцена каде што се дешава некој краток джем сешн од 30 секунди што се додал на самата песна како, да речеме, како билдап за рефрени. Или 10 бита побрзо од студиска, да. А не се осеќаш лајв дека да, побрзо нема, свириш. некад се дешава, тоа се дешавало и порано, можеби поише, ама последниве периоди сме доста посмирени, порано бевме ептен. Лајв дојде ли се дешаваше тоа, али добро, сега гледаме да ги... А лајв сте со клавиатури или Не, немаме. Нажалост, нешто во последниот период... автоматски имаш? добро, он има така добар педалборд. Можеш да... Ништо тоа дека лајв поише идеме со некои гитарски ефекти, бас ефекти што ќе го ја Идеш на попунат празнината. готови сетапи си имаш направено за песните или рашеран си со педали, Рашеран со кому педали, иде? со фарби, со бои, бираме палета за дента. Никогаш не сме имали истата свирка, тоа највише ми се свиѓа у овој бенд, што секој нареден настап ни е поразличен и нема да кажам подобар од претходниот, пошто све бива, ама секој е поразличен од претходниот на некој свој начин, така да. Кога снимате, пошто си и автор, кажи ми, преферираш директ лайн-ин кога снимаш или ти треба појачало и микрофон? Наискрено, не ми треба појачало и лајв ми треба појачало и микрофон. Студиски веќе, да, најголем поборник за стерео у држава, така да. Ама си го папал со контрафази, сега болje не стерео. Да, често, така да, не знам што, тоа што го бара песната едноставно, не знам, една песна се у новиот албум, например, бара да е гитарата од појачало и тоа нема други, така и ќе биде. Малце ќе се борам со колегите за тој дел. Види, според мене лично не може ништо да замени ветерот звучка кога свириш гитара и таа динамика што ја дава звучникот, физичка динамика и на динамички микрофон не може да ја замени ни еден емулатор. Олеснува работа, да, меѓутоа квалитетот на тонот и она што подсвесно него слушаш, а го чувствуваш нешто дали те покренува или не, мислам дека многу зависи од тоа. Дефинитивно. За бас, за клавиатури, смислено е, може, line-in, тоа звучи супер. За гитара, Да, треба да движи воздух, се славам. да, мислам дека и самата инспирација е поинаква. Додека свириш. Па, да, интересна дешавка сега у просторот кај што пробуваме, ние најчесто на слушалки правиме проби. Така ни се условите едноставно. Сега сме ги заборавиле слушалките, например, сите дома и принудени бевме на гласно да правиме. Ама одма е друго, одма е некако болje, не знам. Како виде, колку време ви треба за албум да склепа? За првиот ни требаше 4 години, за вториот 11 месеци. Не знам како да кажам. Да.
У програма, да, у принцип не треба 4 години. 4 години беа уствари губење време. Пошто и ние сме такви сме, знаеш, кога се фатиме за работа го завршуваме нештото за 4 месеци. Тоа лето се фативме за работа фактички Да сте 24-та. прекинале, па после тешко сте се вратиле. Да. Ние знаеш како ќе извадиме сингл и имавме добар моментум имавме кога ја извадивме број до 3 за 20 на дена подоцна излезе и Допир и се две многу различни песни, еднава е апбит, другава е по-хеви, по-спора и по-баладична. За и добивте убав пласман на Да, на Милан Младеновиќ, да. Милан Младеновиќ. Да, влеговме во финале. Да, во финале влеговме. У конкуренција на над 300 ствари. Да, и после се тенчат нели до 20 на во 10 ствари влеговме ние и после имаше супер финалисти 5. Сега последниот период работиме на нешто како пократок албум, нешто веројатно ќе биде како EP. Пошто овие 6 песни моментално што се спремаат, си имаат некоја, не знам како да кажам, звучат, да, заедничка прича имаат и многу се за заедно и мислам дека што и да убациме нешто друго само за да биде албум, да биде голем. Мислам дека ќе го наруши тој У редот. моментов на што работите? Најсвежо. Па имавме 2 сесии по 3 песни, да бас снима А така етапно работите? Бас за сите песни? и басови, гитари и после тоа вокали само. Тука у Hitmaker добивте едно виртуелно признание бенд на годината, бидејќи следиме со дечкиве што сме заедно, следиме кога ќе искочи ваша ствар, гледаме колку ни стигаат пораки и стварно заслужена тоа виртуелно признание бенд на Нас ти е годината. многу драга таа награда. И фала е што сте дел од Hitmaker, што на некој начин се надевам дека и ние помагаме на бендовите малце да допрат до поширока јавност, но сепак па и вие ни помагате на нас до одредена група на луѓе да стигнеме, бидејќи знаеш како, младоста е младост и поискусните помагаат на младите, даваат некаков кредибилитет и младите даваат некаква виралност, не вадат од мртви по старата генерација, бидејќи во Hitmaker сакаме да ги споиме генерациите, да направиме една синергија. По секој случај само да е квалитетно и да има суштина. А вие имате и форма, имате и суштина. Така да само терајте дале и добро дојдени сте секогаш. Фала ви. Фала ви на Hitmaker, фала ти тебе, што ете некако не поддржуваш и ни даваш ветер у грб и крилја да знаеме дека сме на прав пат, очигледно. Многу ни значи, нас не значи многу тоа. Мене ми се јави Иво Јанковски, ги слушав Fiction, феноменално звучат, одличен бенд, мора нешто да се прави, але вика ќе ти кажам, гитаристот секоја чест. Значи, че имаш таков комплимент, да, че имаш комплимент од човек како Иво Јанковски, стварно е за почит. Ништо, дечки, фала ви уште еднаш што дојавте и се гледаме за увеј ствари. Фала на покана и само за ово. Поздрав.